Честниот човек го почитуваат дури и оние кои што не се. Добро вечер. Добро вечер. Проработе Safe City или понашки безбеден град. И нормално, ние сме мајстори за критикување и анализа. Веднаш се појавија стотици коментари и длабински анализи. Во студиото имаме тројца гости возачи кои ќе ни ги кажат нивните согледувања. Повелете. Што да ти кажувам, ја ич не сум задоволен. Ич, јас живеам во Европа и таму има ограничување на брзина до 5 км на час и тоа е досадна воžnја, споро никакво. И јас сум се радувал кога ќе доаѓам у Македонија да возам, да живеам. Јас сум на Партизанска сум возел 130, 140 навечер, женски гледат вака со отворена уста, после сум ги легнувал тие женски. Сега што бе, што ќе ти е да имаш брза кола Мерцедес ако возиш 50 на сат? Тоа не е убаво ни за кола, се гуши колата, тоа досадно бе, не е убаво. Мислам, не сте ме јасен. Во Европа сте возеле 50 на сат, а овде сакате да дивеете. Абе, немој ти дивљак да ме викаш мене, о ти, слушај, значи тоа е друго е тоа, Европа друго, Македонија друго, Европа таму како затвор бе, Македонија слобода бе. Па нели сакаме ние да влеземе во Европа? Ти може сакаш да влегуваш, ја не сакам да влегувам, јас сакам ова да останува задна дупка на свирало, што вика. Добро ви благодарам. Кои се согледувањата на нашата втора гостинка? Кои се согледувањата? Првиот ден беа уловени илјадници граѓани со нерегистрирани возила. Тоа што значи? Тоа значи дека народот е осиромашен, дека нема пари да си ги регистрира возилата и дека оваа власт го дотера народот до питачки стап. Тоа значи. Ова е тезата на Филипче и мислам дека ви е јасно и на вас дека не држи. Не држи. Држи. И јас мислам дека ВМРО-ните нема да бидат казнувани и дека на камерите има поставено специјални сензори со кои ќе ги регистрираат кои се ВМРО-ни и они можат да прават што сакаат, а другите сите ќе бидат казнувани. Од кај ви се овие информации? Иш да не ти гајле од кај ми се овие информации. Една друга работа да ти кажам, јас сметам дека овој систем е измислен специјално за да се полни буџетот и за да можат властодржците да јадат кавијар, да пијат џин, да пијат виски, да јадат апетисани, бифтеци и се друго. Мислам дека се што кажавте е многу глупаво. Од чега бе ти малко бе, како бе така него го викаш глуп, мене дивљак ме викаш бе ти, дали си? И јас тоа не го кажав, ама немам сега намера да се караме. Повелете, господине, кои се вашите согледувања? Јас сум многу задоволен и сум многу среќен со оваа владина мерка. Мислам дека од ова попаметно не може да биде. Прекрасно. Зошто? Па сега веднаш ќе ви кажам зашто. Значи јас сум возач на Матис. Во животот сум имал Фичо, Пеглица, Стојадин и сега имам Матис. И кога возиш Матис во овој град, во овој лудачки град, знаете што ви се случува? Сите ве тркаат на страна, ме претекува од лево, ме претекува од десно, средни прсти ми покажуваат. Отвараат джамови летно време. Тргни се бе, ајде со таа кантата, тргни се од тука. Може да замислите, возат со 80, со 90, со 100. Ја одам на кај Драчево, таму се уште не се означени лентите, тоа е едно лунило. Сега дојде безбеден град. Нема више такви заеб***и. Сите возат 45, 46, 47. Ја возам со 42 на сат. 42 на сат. Викам, ајде кур***ја сега со тие ваши бесни машини. Па ги заебаш. Па нормално. Сега дојде моето време, госпожа. Значи ја додека возам сега, мафтам како Тито, полека. Возам со 42, оној од позади 45 се убрзава. Викам, кај ќе одиш бе кур***? Ајде претицем, Не ме претица, зашто? Затоа што знае дека одма ќе му стигне опомена. Така што, оваа мерка на владата е феноменална, ја поддржавам 100% и сакам да порачам, на која камера да гледам, на владата да ја порачам нешто. Не се откажувајте од оваа мерка, терајте само напред и иш да не ве боли уво за овие идиоти како овие двајца овдека што се студија што зборат глупост. Како бе идиоти сте? Значи, безбеден град функционира, ама за жал безбедно студио не. Леле, овој европеецот го гази овој Еј, овако плукај. Добро, ви благодарам на вниманието и пријатно.
Добар ден, господине, дали може кратка анкета? Добре, бе. Како ди се прави анкета на загадениот воздух, мајко, бе? Ге, кашлам, буфтам, алергија и све имам. Епа баш на таа тема и ни анкетата. Кажи. Епа, најновите податоци покажуваат дека Скопје е еден од најзагадените градови во регионот, но не е само Скопје, нездрав воздух дише и Кичево, Струмица, Тетово. Добро, и шо е тука нова вест? Мислам, погледнете ги извештаите за загаденост на воздухот во Македонија, истото ќе го видите и 2020 година, 21, 22, 23, 24. Значи, секоја година е исто. Тогаш загадено, сега загадено. Сакате да ви кажам нова вест? Ајде. Еве, ја ви тврдам, жими мајка ви тврдам дека на 6 декември 2026 година, значи до година, ќе биде исто загадено како што и сега, дури може би малце поише. Се тече, се менува во животот. Само воздухот во Македонија останува загаден и повраќаница. Малата реконструкција на владата заврши со само 2 нови министри, поголемо луфтирање најавено за напролет. Се тресеше гората, се роди глувчето, нели? Леле, месец дена слушавме. Мислам, вие новинари ве зборевте, те овој ќе го сменат, те Панчо ќе... Никога, бе, ништо, само двајца мини. Нема везе тоа. Види, оваа мини реконструкција само покажа дека нашиот премиер е човек на место. Не сфаќам што сакате да кажете со тоа. Па сега не ли идат празници? Ќе дојде Свети Никола, па ќе дојде Нова година, Бадник, Божик, Стара Нова година, Богојавление, Свети Валентајн, Свети Трифун. И зошто бе да ги менуваш министрите уочи сите овие празници? Значи секоја промена на министер, тоа е крај на неговиот живот, крај на неговата кариера, он ќе биде несреќен. Премиерот вика не, бидете си среќни таму до кај март-април, тогаш ќе направам официјална реконструкција, сега веселете се. Па не ли е тоа добар човек, бе? Ги оставя на рад да си ги поминат празниците. Добро, ви благодарам, господине. Само толку? Толку да. А смеам ли ја нешто вас да ве прашам? Ајде, прашај. Што е разлика меѓу теолог и геолог? Небо и земја. СДСМ ќе добие нов извршен одбор и ново раководство. По време беше хирургот направи операција на место, прецизно е исчистен гнојот, сега се очекува раната да зарасне и да се оди на нова победа. Каква нова победа, господине, па СДСМ нема видено победа со години. Па добра, хај сега да не ги демотивираме луѓето. Битно операцијата е успешна, пациентот е колку толку жив, да му се радуваме да не е мртов скроз. А според статистика во државава има околу 10.000 слободни работни места, најмногу во преработувачката индустрија и во трговијата, а во многу сектори се забележуваат помалку работници во однос на лани. Па ќе дојде време кога газдите ќе молат на колена за работници, ама тоа ти е, Македонија се испустува. Дневно по 10 фамилија ја напуштаат. А и кој млад бе човек ќе ти работи овде за минималец од 400 евра? Бе? Фаќа авион и бега. Ќе дојде време кога ќе нема кој да ни испече леб, бе. Ќе јадеме трици. Ау сте негативен, господин. Не бе, позитивен сум. Сега се тестирав, имам закачано корона. Добро. Ама сега не кашлајте у мене, ајде сега, ве молам. Ајде малце дистанца малце. Извинете, кратка анкета, дали може? Може бе, дечко, повели. Сега си купив кола од Аутовелт, може да ме прашаш што сакаш. Види каква е лична, симпатична. Стварно е лично. Ајде да почнеме. Ајде, повели. Деновиве беше уапсена поранешната шефица на европската дипломатија Федерика Могерини. Таа се товари за финансиска измама. Види, дечко, тоа е таа европска правда, да ти кажам. Таму може да бидеш и председател на држава, ама ако правиш глупости ќе си лежиш. Кај нас тоа да се десеше, одма ќе го оценеа како политички прогон, политички реваншизам, како сакаш, така кажи го. Мицкоски изјави дека нема намера да бара 4ти мандат за лидер на ВМРО ДПМН. Исто така потенцираше дека во животот не планира да се кандидира за председател на државата. Прво, нека му е честито третиот мандат на господинот Мицковски што ќе го добие сега. Второ, нека ни се среќа и на нас. Трето, никогаш не кажувай никогаш. Од кај да знаеш бе, може нема да се најде некој асален кандидат за председател, па ќе мора господинот Мицковски да се жртвува за македонскиот народ, не ли е така? Во градот Скопје има превработеност, 20 на хигиеничарки, 10 на возачи, ова го истакна градоначалникот Ѓоргиевски и потенцираше дека тој сам се вози и само оди на работа. Опа, скандинавци сме станале.
Какви скандинавци? Па нели тамо политичарите одат на работа со точок, некои одат пеш, некои одат со јавен превоз, а тие повеќето што си користат автомобили, користат своји автомобили, не користат службени. Затоа викам, скандинавци сме станали. Ама какви скандинавци со дупнат новчаник? Видели бе комшија што се случува? Видели? Што се случило бе, Ставре? Абе, овие уставните суди решиле да ни ги укинат линеарните пензии, бе. А, да, Абе, видов. ево, комшика, бе, судика. Комшика, дојде малку, дојде. Еј, здраво, Ставре, шо те мачи, бе? Како бе, шо ме мачи, бе, како не ви е срам, бе, комшике, бе, уставните суди, сакате да ни ги укинете ова линеарните пензии. Таман стигнав до 22.000 пензија, сега сакате лепчето да ми го извадите од уста. Абе, Ставре, значи јас не сум уставна судика. Јас сум судика за сообраќајни прекршоци. Јас немам врска со линеарните пензии. Дали ме разбираш? Абе, ич не ми е гајле да им кажеш да тоа уставните суди да не се заебаваат многу со Ставре, зашто Ставре ако се наљути... Шо бе, Ставре, ако се најдеш, шо Значи ќе комшивка, нема врска со Немам пензии. вeze, ти Значи, кажувам. стварно нема врска, шо? Немам вeze Нема со провоцирај. Добро бе, ти на чија страна си, на уставните или на наша? Време е ние, вие пензионерите да кренеме глазбе. Кажи им на уставните суди, така да им га. Ставре, јас на уставните суди нема ништо да ја кажам. Јас денес имав 20 рочишта, главата ми е полна со глупости. Дали ме разбираш? Да сум им кажала. Пријатно, комшивке, пријатно. Ама е безобразно. Бе iscrpена е жената. И шо си ја запнал, гледаш дека она нема врска со пензиите. Многу ме нервираш вака што Е, си. што те нервирам Ладно сега? крвен. Што? Абе тебе се едно ти ако ни ги укинат линарните пензии. Сакаш поштено да ти кажам? Кажи, Се едно ми е. А знаеш и зошто? зошто? Керка ми е во Америка. Така ли е? Така. $200 секој месец ми праќа од Америка. Син ми е во Германија. Така ли е? Така. 200 евра секој месец ми праќа од Германија. Жена има пензија 22.000, ја 25.000. Абе цирка кој ќе се обереме се, абе над 1000 евра ние имаме буџет дома. Ја кога бев млад нема волку пари бе, Ставре. Тогаш трошев пари за децава, нормално, за да ги израснеш. Сега имам поише пари. Абе ние живееме раскошно, бе, Ставре, раскошно. И баш ми ја гајле за линеарните пензии. Блазе си тебе комши. Алал вера на децава тој. Алал да има Алал и да има. фала им. И фала им. тука ли си бе, тато бе, Е. тука ли си бе, цел ден те барам бе, вртам на мобилен, исклучен ти е телефонот бе, не можам да те добијам. Абе, заборев да го напунам, синоќ. Се грижи синчето за мене. Те види, мисли, те ме те мисли. те сака, бе. Те сака. Абе, сакав да ти кажам нешто. Е. Имам понуда од Шведска и ме бараат да возам камион 5000 евра плата. 5000 евра плат. Да бе. Каде бе Машал. сега бе, сине, ќе напушташ Македонија, баш сега која ни тргна бе. Ставре бе. Абе остај го детето, бе нека лета, пушти го, нека иде во Шведска. Само сенкај се. А. Па добро, сине, ја на патот нема да ти стојам, ама Така е. немој да забореш на тато кој ќе отидеш у таа Шведска. Пример да ти дадам. Е. Значи, ги знаеш моите деца, така? Да, бе, да се Па знае. Марија ми е во Америка. Да. $200 секој месец ми праќа. Знаеш за син ми, он е во Германија. Да бе, да, да. 200 евра секој месец ми праќа. И немаме проблем никако. Добро бе, добро, сваќам. Значи, тато, ако ми даеш благослов да идам у Шведска, имаш 200 евра од мене секој месец. Дај, Па имаш благослов, сине, иди у Шведска. 300. Е, 300. шо 300? Зашто само 200? Па 5000 евра ќе имаш плата. Така ли? Така. Самиот го кажат. Да бе, да. Па што себе 200 евра? Па прати му на твојот татко 300 евра. Па те isхранил, те направил машала, види колкаво мажиш, те пелени ти менува. Добро, имаш право, 300 евра месечно ќе ти пратам. Браво, сине. И да идеш у Шведска болje е таму. Они уште на времето сниме еден порниш, сигаше швеѓанки у интернат. Многу ја беше. Фала ти тато, идам да се пакувам. Ајде. Баци рака, бе, баци рака. бе. Ајде, среќен пат. Ајде, дома ќе ти баци. Абе, уставни суди со мене ќе си играат. Кој си игра со Ставре, може Ставре ќе му го навре. И Ставре шумо им кажа, браво. Сега ние гајли на двајца. Ти богаташ, ја богаташ. Абе, с Богом сиромаштија. Сонче, те викнавме во кафана да те прашаме нешто, ама да не се налутиш.
Не бе, зашто се налутам, ако е нешто пристојно. Пристојно, види. Се работи за обклада, ја и Баже се кладевме по 50 евра, ја му викам вака. Сонја преферира интелектуалци мажи. Он вика нема веза. Сонја како и сите жени, поише сака мајстори и занаетчи. Сега пресечи ти. Добро. Ама од прва чекам одговор без филозофирање. Се рад. Не бе, какво филозофирање, не. Еве, ќе почнем ај од тебе прво, Може. така може? Може. Дали ти како интелектуалец би можел да ми приуштиш 3 викенда у месецот? Кај би оделе? Прво ќе идеме у Врничка бања, например, затоа што слушнав таму многу била добра водата за кичма. Добре. Добро. Втор Викенд. викенд би бил, например, у Солун на кафе. И трет, чекај бе, Зоки сега, и трет у Софија на шопинг. Пример ти кажувам. Значи, Сонче, многу пари се тоа, не би можел тоа да ти го приушти. Ти баш? Се поставува ли така глупо прашање, Сонче? Знаеш дека ја работам електричар сум у Евана, така плюс хонорарно тез ги плаќам. Сега имаме на куќа менјам електрична инсталација 500 евра за 10 дена ќе земам. Дали ти, Зоки, имаш хонорарни примања како интелектуалец на месечно ниво толку пари? Немаш? Немам. Јас сум само на плата, значи, мене платата не ми е тајна, работам во министерство, како што знаеш, платата ми е 50.000 денари. Хонорари нема. Ама чекај, зашто ние сега муаветот го сведуваме само на пари? Значи, ти ако бидеш со мене како Добро. интелектуалец, па ние ќе имаме 100 теми за разговор. Што ќе разговараш еве со еден електричар како што е Баже? Ајде, он ќе ти објаснува ваква струја не измери. Па што бе Баже, па нели е така? Со мене ќе имаш муавет. Плюс не заборавај бре човече, јас сум магистар. И што имам јас фајде од твојата магистарска работа? Што имам фајде? Паметен си. Дали, чекај да те прашам, чекај, дали ти можеш да ми купиш бунда Не. за нова година? Сега. Не е проблем, до 600 евра не правам муавет. Како да не? Шо како да? Што? Од кај бе пари бе брат? Од кај пари? Еве ти бе, 600 евра. штедна книжица, види. Колку пари за 6 месеци сум заработил. А? Шо ќе кажеш сега? Дај да видам. Машал. Баже, Аллах ти вер. Баже, имам едно друго прашање. Чекај, не, прво тебе, Зоки, ти те прашам. Дали ти можеш да ми изчистиш бигор од бойлер? Па Сонче, Добре ми е по... Ама јас сум интелектуалец, значи и мене која бойлерот ќе ми се наполни со бигор, си го викам Баже и ќе го исчисти и тоа е тоа, шо? Сонче, срце, не само бойлер што можам да ти изчистам. Можам и водоводни цевки да ти изчистам, пошто и тоа се разбирам, ме разбираш да ти сменам цела водовод инсталација дома. А имам башка и алат за себе, Сонче. Леле, па другари, одговорот е јасен. Така, и јас со интелектуалецот можам само муабет да правам. А со електричарот, значи можам муабет да правам. Можам да одам на шопинг, можам да одам на бања, може да ми купи бунда, може да ми изчисти бойлер и морам сега да идам у ВЦ. Ајде. По интелектуалец, дај 50 евра изгуби обклад, ајде. Шо е право е. Ти не се клади со мене, бе. Среќа што се избањав и издепилирав са бајла. Зошто? Како зошто? Сега го се вратиш, Сонче, гарант ќе ме викне да идеме кај не за дома. Зошто те вика? Зошто? Да го исчистам бойлерот, зошто ја? Сонја, добро што дојде. Значи, сега може да си нарачаме по некој аперитивче, салатиче, скариче и така. Зашо скара си? Не сум Зоки за скара, не. Ево, Баже, Е? дали си слободен бе, дома направив и секси салата, направив и полнити пиперки, да доеш ем да ми го изчистиш бојерот, ем ки си ручаме, За тебе, бе, Сонче, нема проблем, бе, напуштам секаква работа, ајдеме да ти го изчистам бойлерот. Јакната ми кај ми е мене. Убаво што се видов. Пријатно. Пријатно. Келнер, дај една дупла, бе. Значи, ваков дебакл во живот немам доживеан.
Нашите гости се двајца рекордери. Таа е Милосија, а тој Благоја. Пред нив торта на која има бројче 70, ама никој од нив не слави роден ден. Нашите рекордери празнуваат 70 години брак и тоа ги прави уникатни. Време е за топла преградка и нежен бакнеш. Се наоѓаме во нивниот дом во село Бучинци, едно преубаво местенце во општина Илинден. Домаќините весело не пречекаа, не угостија и ни ја раскажаа нивната приказна која почнува во ноември 1955 година. Збор има Милосија. Ова уникатно има како да е. Нема такво име. У Македонија то нема. Од каде сте вие, Милосија? Од Косово. Јас сам лично од Подуево. Подуево, Косово, до Приштине. 30 км од Приштине према Куршумлие. Добро, и Тамо кога сум родена, а мој су од Крушевац. од Косово, Милосија дошла во Скопје да си ја види сестричката, која била мажена тука. Прво сам дошла на гости, сестру има во овде мажену. На гости дојдо, ствари ме видо по слика. Која ти ово сестра? Ја дете, 18 години. Кираџија бе. Он Кираџија, кај сестра ми имала, кај стара Нова Бања куќ, сестра ми. Ќе ме правиш зет. Каки зет она дете, ама ја е сакам. Да прецизираме, нашиот Благоја, кој е роден во Бучинци, заминал во Скопје. Тука бил под кирија во куќата на сестрата на Милосија, ја видел на фотка и срцето му затреперило. Кој видов неа многу е засакав. Ама знаеш што е тоа многу? Значи љубов на прв поглед. Прв поглед нема тука ништо. Морам да викам да се ја детише. И сега следува драмата. Не проđe неколку месеци, се јави че доваѓу, да ме просе. Уместо да прашал, они дојдеше да ме зиму. Ама ја кога рекол не, ја само под воз идем, а мажење одма. Ни ga знам, ни ga познам. Обште, само што сум ga видела кај сестра, не сум ga познавала. Значи само еднаш си имавте виден. Кај сестра ми што доđe од работа. Дошли 35 души, као наводно да ме виде, а они со намера да ме вере. И татко ми вика, синко, што ми е таква работа, не можеш да откажеш. Луѓе нема да враќамо тако. Дошли со намера една, да иду со друга намера. Почу они да се буне, зашто неću. Најпосле тогаш се слушao родители, мора да биде закон. Синко, никад нисте ме обрукали, 11 деца. Пази, 11 деца, нисте ми бруку донели, сад ќе пристанеш да се вериш. И ја тако се вери. Благоја имал 18 години, Милосија 19. После 2 месеца била договорена свадба. Таа го напуштила татковиот дом и се упатила кон Скопје. И по еден снег, што да ви кажем, 2 метра снег, а ја бела на венчаница од Косово, преко ниве, 2-3 километра има од наша куќа кај што живела, до пруга, до воз. Халина бела до тука, жута, не бела, жута од снег и кал. Снег и кал. До Скопја ја дојдо у бела венчаница. Кога дојдо, ми смо били многу јаки. Тата ми имал многу добар занат, 7 заната. Имал дуќан свој. Кога доđe овде, маса нема, кревет нема, столице нема у Рогоже. Каде живеевте кога се оженивте? Под Кирија. Прво кај сестра живееме, после се оцелим. Кај болницата, у подрум еден, али имаме дупли кревет, железни, оние, као војничи, знаеш. Он ми пазар га купил, да имам досад, тома не може да го унесеме тесна вратата. Милосија цел живот била домаќинка. Благоја завршил средно угостителско, па виша, а работниот век го поминал во Метропол, што ќе каже служел гости во Панорама, Пелистер, Дојран. Долги години бил и шеф. Со текот на времето си купиле стан во Кисела Вода. Ја кога работев, ја нема одмор.
дали било Гроздобер у Кавадарци, дали било одбор, фамилијата одбор у Дојран. У Дојран имаме ресторант. На акцiju. Не, Градово. чекайте, имаме ресторант у Дојран. И прашуват, кој сака у Дојран? И кога бев келнер, и кога бев шеф, ја фамилијата у Дојран. Имаше bungalови, соба една као гарсинери. Трите деца ми носеа со мене. Ја работам тамо цел. И доручек. Не, на доручек не идем, а ручек и вечер служев тамо. Инаку Стојановски имаат изродено тројца синови, да не кажам Арслани. Кај си синовите? Двајца, еден у Канаду, еден у Америку и еден у Скопле. Најмал у Скопле. Најстар у Америку, средниот у Канада, у Ванкувер. Тројца синови, 3 снаички, 2 внуки, 2 внуци. Ке дојде и правнуче. Убав биланс после 70 години брак. Кучили смо. И двајца смо кучили, што е било најважно, и двајца смо били за куќу и за децу прави домаќини, прави родители. Пред точно 30 години го напуштиле станот во Киселавода. Купиле плац од 3000 квадрати во родното село на Благоја Бучинци и тука си направиле куќа. Ја овде кога дојдов, прво направив тоалет и второ из бунар ископав. Сам. Она ме влечеше еден тетин, дрчавчарец, живеше у Кисело, каде со него, тој пензионер, ајде. Они ме влече 16,5 метра. И ти до ден денеска си вреден, овдека имаш пластеник, што произведуваш се од земјоделие? Од земјоделие пипер и патличени. Имам и бостан, имам и жито, имам абе, чувам и кокоши, и кози, и свињи, се. И Милосија не мирува. На 89 лета секоја година прави ракија. Сама, цел 70 години, сама. Свој казам, свој ложе смо имали. Работа извршував ја, товари. Добро, важно, ракија, печење, ја, све. Уште, за јадење никој ми не спрема. Си готвите сами? Сама, уште готви. А и што готви манџички, туку и славенички торти прави. Благоја и на 88 години шоферира низ село. Да. Тоа ми беше као хоби, да ти кажем изгледа. Неколку пати биле во Америка, во посета на синовите и внуците. Јас сум бил 5 пати во Америка и во Канада. Ме воделе и у Лас Вегас и у... Свртевте нешто во Лас Вегас, а? Па ни дава 200 долари ќе ми даде синот, ја 100 ќе потрошам, 100 се ќе ставам у джеп, знаеш. Мораш да мисли за дома, знаеш. 70 години брак не се шега. Имало и вакви и онакви моменти. Цел живот смо се мучили, работили и грабили, док смо млади, што повише да уграбимо за живот. Сега, фала Богу, све имамо, ама година летна. Брзо поминаа година? Многу брзо, не осети. Имаше ли кавги во бракот? Имаше и то како. Зашто се каравте? За ништо. Ти треба овако, ти треба онако, а ми свак на своја страну, после ќе се смиримо. Кој повеќе попушташе во бракот? Ти или господјата? Мен ми се чини дека ја попуша повеќе. Да. Ама и побрго и ја го и правам кавгата. Ќе дојдам малце пивнат. И дева што и нешто ќе најдеш да се скараш за боја. Си ја сакаш ли? Па, слушај, сакањето уште постои. Си го сакаш ли? А нормално, што 70 години живела со нега, мора да го сакаш. Фамилија се створила, мора да се сака, нема. И да си останете во љубов. Да, Ви благодарам многу. Да сте ви здрави и живи. И види, чекате. Тоа би било се во оваа убава семејна епопеја.
Веселите Благоја и Милосија си продолжија да се дружат со роднините, соседите и пријателите. А ние заминавме во одушевени од топлината и едноставноста на нивните душички. Веројатно во таа топлина е суштината на животот. Живот крунисан со 70 години емоции, работа и почит. Малиот Никодим Мидовски има тумор во главата и состојбата од ден на ден се влошува. Потребна е итна интервенција, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари за спас на Никодим. Телефоните за донација се 143 467 за претплатниците на А1 и 143 119 за корисниците на Телеком. Ви благодариме на подадената рака. И да се продаваше памет, повторно секој би го купил својот. Пријатно. Пријатно.